По укинувањето на екстерното тестирање, втората мерка на новата влада ќе биде нов деловник кој треба колку толку да го олесни работењето во услови на тенко парламентарно мнозинство од само 62 пратеника. Експертите препорачуваат и технолошки пософистицирани решенија. Тука сум со архитектот и политички аналитичар господинот Нуждев. Господине Нуждев, кажете ни нешто повеќе за оваа мерка. Добар ден, пред се поздрав до гледачите. Па видете, сега знаете дека парламентарното мнозинство е многу тесно со 62, така да за еден режим падна, ама да со 62 пратеника, ако еден нема, они не можат еден закон да донесат, нели? И затоа има нов режим. Првиот режим е да не смее никој да се разболи. Ако се разболи некој, мора 2 недели, најмалку 2 месеца однапред да пријави дека ќе биде болен за да не инакше како. И вториот дел е со одење по нужда, ќе мора тоа да се реши некако, зашто ако некој отиде да по нужда може да нема кворум да се изгласа тоа и во таа смисла има начини како тоа да се реши. Например, првиот беше на пратениците да им се угради катетер. И тоа скапо е тоа. Нема во буџетот тоа, да. И затоа има други решенија. Во самата сала да се постават писоари. Како во самата сала, кај што седат пратениците там? Да, нормално тоа не би било тука до говорницата кај што се гледа. Од страна кај што е мнозинството тука и може да се вклопат убаво териерот, дискретно ќе биде со грб ќе се заврти го и слушаат гласа, така треба мислам. Така, но ама кажете ми што правиме со големата нужда? Ние сме сепак 21 век, ова е електронско општество и така да во самите вециња се има електронски се решава тоа ова, се има монитори во секое веце и има електронски тука копчиња за гласање на самото казанче што ги ставаме ние што се тука и тие се до казанчето одма тука што е за пуштање вода, тука имаш за, против и воздржан, да, и за пуштање вода и он гледа и ако нешто друго може да гласа и сега најголема опасност е ако случајно погреши, па некој од копчињата он пушти вода и така може некој закон да отиде во вода, така. Сега како тој закон е срање, мислам, да дека отиде, ама има закони што вреди да се донесат. Благодарам многу, господине Нуждев. Студио.